Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на ВМРО ДПМН покажа дека земјоделецот не е приоритет, туку товар. Полозарите и одгледувачите на овци се изневерени од оваа влада. Доцни исплатата на вториот дел од субвенциите по грло овца од програмата за 2024 година. Согласно моделот за авансна исплата на субвенциите, во декември 2024 година добија 600 денари по грло, а според календарот за исплата останатите 1400 денари требаше да ги добијат во март и април. Веќе е втора недела од септември, а пари на сметка нема. Ветувањето на ВМРО ДПМН дека до 15 ноември ќе бидат исплатени субвенциите е уште една лага и обид да ги изманипулира или замолчи одгледувачите на овци. А вистината е дека пари во буџетот нема, затоа што ВМРО ДПМН со јулскиот ребаланс скрати 500 милиони денари од ставката за буџетот за исплата на субвенциите. Од 7,2 милиарди денари, буџетот за субвенциите се намали на 6,7 милиарди денари. Ова доцнење на исплата е директен удар врз екзистенција на одгледувачите на овци кои од оваа гранка живеат. Владата на ВМРО ДПМН покажа дека тотална незаинтересираност во развој на оваа сточарска гранка, која само од извоз на јагне носи девизен прилив од 15 милиони евра. Во новата програма за субвенции за 2025 година се укина мерката за авансна исплата од 30%. Нема субвенции за заклано јагне во кланичните капацитети во висина од 1000 денари по глава. Не е објавена, а ниту се предвидени пари во програмата за рурален развој за 50% кофинансирање за набавка на допитокот. Нема веќе грантови од 10.000 евра за финансирање на мини млекари или мандри. Овие мерки беа воведени од СДСМ и даваат резултати. Наместо да ги продолжат, ВМРО ДПМН ги укина, а не понудија ниту една нова мерка. Почитувани, владата на ВМРО ДПМН покажа дека нема ниту капацитет, ниту волја да го развива земјоделството и да им помага на земјоделците. Видовме дека вчера го одбија предлогот од пратеничката група на СДСМ за дополнителна субвенција од 3 денари за лозарите. Тоа е доказ дека ова влада им го сврте грбот на земјоделците и не и се важни. Благодарам.